Седумина поранешни функционери, но и членови на ВМРО ДПМН денеска се приведени во полициска станица, откако Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје. Двајца од нив се актуелни управители на сектори во ЕВН Електрани Македонија. Полицијата се сомнева дека управителите свесно и со намера изготвиле анализа во која прикажале лажни податоци за земјишта во Делчевско, кои не ги исполнуваат законските услови за пренамена од земјоделско во градежно земјиште, со цел ЕВН на истите да гради фотонапонски централи. Со тоа тие го довеле во заблуда управниот одбор на ЕВН Македонија да донесе одлука за склучување на договори за купо-продажба на недвижен имот за изградба на фотонапонски централи, врз основа на која одлука се склучени договори со останатите четворица пријавени. Така управителите овозможиле на сметките на дел од пријавените од ЕВН да се исплатат вкупно 99.431.060 денари за земјишта, чија реална пазарна вредност изнесува 2.146.723 денари. Трето пријавениот пак помагал се тоа да се реализира во пракса. Останатите четворица пак свесно и со намера во пресред на локалните избори 2021 година склучиле 19 договори за дар на недвижен имот, договори кои во суштина биле договори за купопродажба на недвижен имот, затоа што како што соопшти од финансиската полиција, на денот на склучување на договорите им биле исплатени пари во кеш. Со ова, велат од полицијата, пријавените ги извршиле кривичните дела измама во службата со извршителство и помагање. Од СДСМ веднаш се јавија со соопштение за јавноста. Случајот криминални плацеви води директно до Христијан Мицкоски и функционери на ВМРО ДПМН, за кои јавноста беше информирана пред локалните избори, добива епилог. Денес пред законите сите се еднакви, секој кој сторил кривично дело мора да одговара. Според истрагата, една недела пред стартот на кампањата за локалните избори 2021 година, ЕВН Електрани, фирма ќерка на ЕВН Македонија, купила најмалку 7 парцели во околината на Делчево. Целта на ЕВН била новие парцели да постави фотонапонски централи за производство на електрична енергија. Парцелите биле продадени на ЕВН Електрани по цена од околку 800 денари за метар квадратен, а сопствениците на земјиштето само 3 недели предходно го купиле од други сопственици по цена од 15 до 20 денари за метар квадратен. 7 мина биле роднински и пријателски поврзани. Според информациите на телевизија 24, осомничените утре треба да бидат изведени пред судија на претходна постапка, а обвинителството ќе треба да одлучи и дали за нив ќе побара мерка притвор.